Здраво и добре дојдовте во новата епизода на нашиот подкаст. Денес со нас во студио е професорот доктор Димитар Гелев, професор на правниот факултет Јустинијан Прави во Скопје. За почеток само да ве прашам дали може да ни се представите на кратко? Значи, јас сум Димитар Гелев, реден професор на правен факултет. Тука сум на факултетот поише од 37 години, предам право на друштва и разни предмети поврзани со трговско право. Супер, сега да преминеме на нашата тема. Денес ќе зборуваме за поимот фриленсинг и фриленсер, па дали може да ни кажете што се подразбира под тој термин кај нас и како е тоа регулирано? Така, значи терминот фриленсер е преземен од англосаксонски системи, кај нас тој поим е регулиран на поинаков начин. У Законот за трговски друштва, у еден од почетните членови на законот се прави разлика, значи меѓу граѓанско и трговско право. По дефиниција, у нашиот систем, значи под граѓани се подразбираат сите луѓе што се занимаваат со земјоделие, шумарство, занаети и слободни професии. При што под занаети не се подразбираат само старите занаети, као кондураджи, луѓе што прават бунди, шивачи и т.н., него и се што е денешен тип на занает, например, водоинсталатер, електричар, лик што мести гипс картони, паркетар, фасадер, значи сите тие се занаети. По слободни професии се подразбираат, да речеме, сите луѓе што завршуваат некаков факултет, бидејќи факултетиве као такви водат кон некоја си слободна професија. Адвокат, сметководител, инженери од сите видови, машински, електро, шумарски, земјоделски, биологија, хемија, преведувачи, тумачи, професори, значи се тоа е слободна професија. У нашиот правен поредок, сите тие луѓе, ние ги викаме дека се граѓани и право не ги смета као трговци. Дури ни земјоделциве, дури ни шумариве, дури ни сите занаети и сите слободни професии. Што значи дека кај нас викаме дека тие луѓе очите на правниот поредок се граѓани, не потпаѓаат под правила на трговско право, независно од фактот што можат да заработуваат пари. Значи, држава од нив не бара да регистрираат фирма, не бара да потпаднат под правила на трговско право, него независно од фактот што заработуваат пари, се водат под како најобични граѓани. Да речеме, земјоделецов може да прода нешто што го произведува, независно дали е стока, дали е земјоделски производ, или шумаров што гледува дрва може да прода дрва, или сите занаетчи можат да работат, сите слободни професии, пример адвокат, сметководител и т.н., по дефиниција не би смеело од нив да се бара да бидат трговци, независно од фактот што заработуваат пари. У сите нормални држави во Западна Европа, значи они се ослободени од теретот да бидат трговци. За разлика од тоа, значи у Законот за трговски друштва има одна одредба, ако они сами сакаат, ако сакаат да се регистрираат како трговец поради било кои причини, значи можат да го направат ако сами сакаат и ако тоа е дозволено со некои посебни прописи за кои ја регулираат нивната дејност. Кај нас тој дел, значи од правниот систем, е влезен у хаотична состојба заради некои ситуации кои беа на почеток на 90-ти години. На почеток на 90-ти години, кога дојде трансформацијава на општеството, кај нас нашиве пензиски, здравствени, социјални фондови не можеа да разберат дека нивното осигурување е како да осигуруваш било што. Исто како што осигурувате автомобил, и они ви даваат разни полиси, од кои ти бираш една, друга, трета, така можеш да се осигураваш здравствено, пензиско или социјално. Значи, они за да ти дадат такво осигурување, бара од тебе да бидеш вработник, да имаш статус на вработен. Значи, не може да разберат како некој може да се осигурава пензиско, здравствено и социјално, ако не е тоа. Таквиот став, значи, на тие фондови на почеток доведе до хаотична регулација на занаетиве и слободниве професии кај нас. Така, денес како ги погледнете закониве, у сите, да речеме, закон за градење се бараат архитективе да се регистрирале како трговци. Сметководителите ги тераат да се
регистрираат како трговци. Од адвокати се бара да воделе завршни сметки и да плаќале ДДВ. Што е најсмешно, да речеме, од уметници се бара да се регистрираат како трговец. Вие можете да разберете, уметник е некој лик што по дефиниција нема представа што се пари и од него бараш сликар, од глумец, од пеач да прави завршна сметка, што е смешно, али кај нас е така. Кај нас се сите тие, слободни професии занајати натерани да бидат трговци, а тоа не е нигде така у светот. По дефиниција и терминот фриленсер, што кај нас е уведен, е термин кој означува некој граѓанин во англосаксонски општества што заработува пари. Меѓутоа држава од него не бара да се регистрира како трговец, нити да го стави у калап на трговија. Бидејќи водење, да речеме, пример се, ако сте обичен граѓанин, на вас се применуваат едни правила на граѓанско право. За истава ситуација, ако се применат правила на трговско право, тоа е построго. Или да речеме, обичниот граѓани не собираат документи, кај купува, шо купува, кај кога вадел пари у банка, зашо не вадел пари у банка. У трговијава тоа е задолжително. Мора да водите попис, мора да направите годишна сметка, итн. Кај нас, од обичниве смртници, кои заработуваат пари, и е добро да заработуваат пари, се бара да станат трговци. Понекогаш, дури до екстрем да уметниците треба да бидат трговци. Во ред, дали имате некој совет за младите кои што сакаат да започнат некој свој бизнис, вака како фриленсери, како да го почнат тоа? Кај нас, бидејќи е поприлично отидено, ќе ти кажам, проблемите кои беа со фондови на почеток, например, ако си обичен граѓанин, ако заработуваш пари, ти се осигуруваш исто како што осигуруваш автомобил. Идеш у пензиски, здравствени, плаќаш некој осигурување, дали го плаќаш, дали не го плаќаш, тоа е на тебе. Никој не те тера да бидеш трговец. Меѓутоа, проблемите у фондовите што беа 90-ти години се истиви и денеска. Например, јас сум професор на правен факултет 30 кусур години. Не сум видел професор, ние сме државна институција у која што веќе дојавме до вештачка интелигенција и сите ние предпоставуваме дека тие фондови се веќе компјутеризирани, дека сите податоци ги водат у некој датотеки на компјутер, дека свето е брзо и едноставно. Меѓутоа, ја не сум видел професор да отишел у пензија, а да не треба да се ака 2-3 месеца у некој фонд да му средат документи, ти фали ова, што значи дека истиве глупости што постојат тогаш не се средени ни после 30 кусур години. Како тоа се одразува на овие луѓе? Ако они не можат брзо да реагираат која јас сум платил пензиско, која не сум платил пензиско итн., самиве тие као институции не се спремни да го прифатат тоа. И они за тоа кај нас ги тераат да се регистрираат трговци и стално ги казнуваат, што од УЈП, што од Централен регистар, од уметници, закаснал со, завршна сметка, тој не знае главата кај му е, и казна 250 евра, 500 евра. Кај нас треба некој реално да земе да направи реформа, и тоа проблемот е сложен, затоа што сите тие професии се регулирани со бројни закони. Од закон за здравствена дејност, до закон за градење, до закон за сметководство, за адвокати. Некој треба да ги ослободи од стегиве да ги приморува да бидат трговци. Треба луѓето да се остават да заработат пари. И општеството треба да разбере дека заработување пари е нешто нормално и да се човек кој е богат, тоа не е грев. Работи со своето знаење и умење. Да, разбирливо. И ако ги остави луѓето, особено младите, да заработат пари, никој од тоа нема штета. Така е. Ви благодарам, професоре, на ова кратко јасно објаснување, а ние се гледаме во следната епизода.